Синдикатот и СДСМ тврдат дека Мицковски не ги исполнил предизборните ветувања за поголема минимална плата и подобар стандард. Обвинување на кое Мицковски одговори на следниот начин. Тоа што ќе можете да го купите со вашата плата оваа година, да можете повеќе да купите следната година истиот месец. Тоа е нашата цел. Од друга страна, тоа што го прави СДСМ е обид да манипулира и обид да го навреди граѓанинот, дека има кратко помнење. Ние работиме врз основа на нашата изборна програма. Отворете изборната програма и таму можете да прочитате што има. А работиме на основа на изборната програма, бидејќи за таа изборна програма на избори сме добиле близу 450.000 гласови од граѓаните. И тоа е за нас се. Тоа е документот во основа на кој што се водиме. Во делот на платите, Мицковски денес потврди дека по 4 месеци без плата неа веќе ја добиле вработените во јавното претпријатие Национални шуми. А во понеделник за останатите плати ќе ги добијат и вработените во водостопанството. Од буџетот, практично со ребалансот беа обезбедени средства за исплата на овие плати, повеќе од 350 милиони денари. И добро е денеска што веќе е донесена одлуката и веќе ќе почнат да се исплаќаат истите плати. Променета е програмата, веќе во Национални шуми легнаа средствата на сметките на вработените. Најдоцна понеделник ќе бидат и во АД водостопанство и така и ќе продолжиме во иднина. Тука не треба да се потцени фактот дека со ребалансот обезбедивме плюс милиарда за останати долгови, милиарда денари за останати долгови за земјоделците.